вистина програмата на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Значајни активности за тековната година се предвидени со програмата за работа на работната единица Пазар при јавното предпријатие Комуналец. Реконструкција на тезгите, набавка на нови, подобрување на осветлувањето, активности за фискализација и примена на ХАСАП стандарди се дел од предвидените активности за работа годинава на Кавадаречкиот пазар, што функционира во склоп на јавното предпријатие Комуналец. Програмата за работа предвидува продолжување на активности за примена на законските решенија поврзани со фискализација, иако како што се наведува има евидентен бојкот од страна на пазарџиите, тие одбивале досега да се регистрираат пред надлежните институции за вршење на соодветна дејност. Ќе се работи во насока на фискализација, бидејќи сите излагачи на зелениот пазар ќе бидат обврзани со законот за трговија на зелените пазари, а земјоделците што го продаваат пазарниот вишок на пазар ќе мора да се евидентираат во подрачното Министерство за земјоделство. Од работната единица Пазар во програмата за работа нагласуваат дека спроведувајќи ја примената на стандардите од ХАСАП системот, голем број на продавачи на сирење, јајца, маслинки, апетисани и други слични производи биле отстранети бидејќи не ги исполнувале пропишаните стандарди. Годинава ќе се превземале подготвителни дејства на постојните бетонски тезги да се изградат простории за продавање на млеко и млечни производи. Годинава според програмата ќе се работи и на подобрување на осветлувањето на пазарот, ќе се санираат застарените тезги. Предвидено е поради дотрајаност да се набават нови од 50 до 150 тезги, а дека тезгите се стари и дотрајани, Кавадаречкиот пазар добивал укажување и од дирекцијата за храна. За годинава планирано е да се овозможи и влез на продавачите на пазарот од улицата Цано Попристов за непречено да вршат дотур на стока, а да имаат излез на улицата 7 септември, со што ќе се избегне поголемиот застој кој се јавува во сообраќајот, особено за време на пазарните денови. Програмата за работа на работната единица Пазар беше усвоена на последната седница на Кавадаречкиот совет како составен дел од програмата на јавното предпријатие Комуналец. Владата уште еднаш им излегува во пресрет на земјоделците. Долговите за закуп на земјиште, воден надомест, пашарина и јавните давачки ќе им се пребиваат од субвенциите. Владата на Република Македонија уште еднаш им излегува во пресрет на земјоделците. Според најновите измени на Законот за земјоделство и рурален развој, долговите на земјоделците за закуп на земјиште, водниот надомест, пашарината и јавните давачки ќе им се пребиваат од субвенциите, истакна заменик министерот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Согласно новите измени, составот на Агросоветот ќе се прошири со представник од руралниот туризам, како многу битен сегмент од македонската економија. Се планираат средства за субјекти кои сакаат да вршат до едуцирање на земјоделците, како и се дозволува давање на ортофото снимките со кои располага Министерството за земјоделство на трети лица за подобро организирање и планирање на производството. Дополнителното неформално образование преку различни семинари, курсеви и предавања значително ќе го подигне нивото на земјоделците, ќе го направи многу попрофесионален нивниот пристап кон производството и дејноста воопшто. Одлуката за пребивање на долговите преку субвенциите за членовите на комисијата е одлично решение, бидејќи ќе ги растовари земјоделците од досегашните грижи за евентуалното задоцнато намирување на обврските и ќе им овозможи навремено реализирање на производството. Како што велат земјоделците, тие најчесто доцна дознаваат за мерките кои ги воведува платежната агенција и поради тоа ги пропуштаат роковите, односно не аплицираат со соодветни проекти, а токму со оваа измена која ќе се спроведе во пракса се предвидува да се надминат сите постоечки слабости. Иако не е предвидено во Законот за фискализација, голем број трговци пријавуваат дека некои производители на фискални апарати им наплаќаат одредена сума за одјава на старите фискални апарати доколку не купат нов уред од нив. До 31 јануари годинава сите правни субјекти кои се вклучени во прометот на стока и услуги ќе мораат да ги заменат старите фискални уреди со нови кои имаат граден GPS систем. Како скриени трошоци во процесот на фискализацијата, купувачите пријавуваат дека одредени компании им наплаќаат за одјава на стариот фискален уред, доколку не купат нов фискален уред од истите. Ваквото условување предизвика револт кај јавноста поради уште еден трошок кој првично не бил предвиден со законските измени. Дел од купувачите
случаите биле оценувани од компаниите дека ќе бидат пријавени доколку не ги одјават старите каси. Токму оваа политика на неколку компании има за цел да ги задржи купувачите да не се префрлаат во другите овластени продавачи на фискални апарати. Иако во законот никаде не е наведено дека одјавата на фискален апарат се наплаќа, голем број од трговците се жалат дека производителите на фискални апарати му наплаќаат високи цени за одјава на старите. Со наплата на услуга за одјава, корисниците се уценети со цената и не се одлучуваат за промена на добавувачот, а со тоа се монополизира нивното право на избор. Доколку се одлучат да платат одјава, драстично им се зголемуваат трошоците за набавка на новиот уред, а тоа се трошоци кои не им се одбиваат од данокот на добивка. Според последните податоци на Управата за јавни приходи, постапката за регистрација заокружена кај 26.258 фискални каси со GPRS уред, кај 12.591 даночен обврзник. На првиот рок до 31. октомври 2014 година, оврска да воведат фискален апарат со GPRS систем има обврзниците чиј промет во претходната година надминува 10 милиони динари. Понатаму обврзници кои вршат угостителски дејности и кои вршат промет на нафтени деривати на малобензински пумпи. Вториот рок е до 31. јануари оваа година, а се однесува на сите останати обврзници. Повисоки температури за викенд прогнозираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Во понеделник снег, а од вторник повторна стабилизација на времето. Во деновите од викендот ќе има значителен пораст на температурите, што ќе услови снежната покривка да се топи. Утре во североисточните делови, вклучувајќи го и Скопското подрачје, ќе има услови за појава на слаб дожд, но сепак во најголем дел од земјава ќе се задржи суво со умерена до значителна облачност. Во недела ќе биде сончево со мала до умерена облачност и релативно топло, со дневна температура меѓу 7 и 15 степени. Во недела кон крајот на денот ќе потпаднеме под влијание на нов влажен бран кој ќе предизвика најпрво врнежи од дожд, а овие врнежи во понеделник на повеќето места ќе преминуваат во врнежи од снег, проследени со засилен северен ветер и нагло опаѓање на температурата. Се очекува формирање на нова снежна покривка, особено на планините во западните делови. Од вторник повторно следува стабилизација на времето, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Вчера се врати првата група на деца од Кавадарци кои бесплатно зимуваа на Пелистер. Нив ги придружуваа двајца волонтери на Црвен крст, лекари и медицинска сестра. И оваа година Министерството за труд и социјална политика активно го спроведува проектот за бесплатно зимување наменето за децата од социјално загрозените семејства. Кавадарци и младите од оваа ранлива категорија беа вклучени во првата група. Почетокот од зимскиот распуст на Пелистер од Кавадарци го поминаа 48 деца придружувани од двајца волонтери на Црвен крст, лекари и медицинска сестра. На Пелистер оваа група зимуваше 5 дена, а се врати вчера попладне. Импресиите се големи, а за поминатите денови оваа група уште долго ќе раскажува. Волонтерите на Кавадаречкиот Црвен крст велат дека биле во улога на воспитувачи на мирна група послушни деца, млади кои пред се го почитувале редот. Од 3 до 8 јануари, најубавите празнични денови ги поминавме на Пелистер со деца кои едноставно знаеја да уживаат. Ја имавме задачата, односно истата улога од лани, да функционираме како нивни воспитувачи за време на зимувањето, но овие деца да им организираме најразлични активности, игри, забава, прошетки, едукација, велат двајцата активни волонтери на општинската организација на Црвен крст. Од нив дознаваме дека Кавадарци во втората група како град ќе паузира, но нивни колеги волонтери се подготвуваат за последното зимување, кое ќе се реализира до крајот на зимскиот распуст. Зимувањето за оваа категорија деца се реализира преку меѓуопштинскиот центар за социјални работи Кавадарци. За дечињата целосно е обезбеден смештајот, сите оброци, како и здравствената нега. 5 дена трае зимувањето, а право на истото имаат децата од семејствата корисници на социјална помош, детски посебен додаток. Целата организација е на Центарот за социјални работи, оттаму ги известуваат овие семејства дека имаат право да ги пуштат на бесплатно зимување своите деца, а тие понатаму самоиницијативно ги потполнуваат апликациите кои се доставуваат до Министерството за труд и социјала, каде конечната одлука кој ќе зимува ја носи посебна комисија.
Во понеделник во Велес ќе се одржи крводарителска акција прва за оваа година. Лани велешани биле рекордери во крводарување, собрани над 4000 крвни единици, со што бил надминат планот за крводарување. Превентивна крводарителска акција организира Општинската организација на Црвениот крст. Јануари е месец во кој често се појавува недостиг од крв, па поради ова се организира акцијата за дарување, вели секретарот на Велешкиот Црвен крст Миле Маџаров. Според него, во овој период од годината е можно да има кусок на крвни единици во скопските клиники. Оваа акција ја договоривме уште во крајот на месец декември, значи превентивно беше овој чекор преземен, не знам дали има недостаток моментално, меѓутоа за секој случај за да не се случи недостаток, ја организираме оваа крводарителска акција. Од Општинскиот Црвен крст очекуваат дека и овој пат велешани ќе ја покажат својата хуманост. Поради големиот број на неработни денови и студеното време, не се надеваат на голем одзив. Верувам дека од тие што ќе разберат, што ќе слушнат за организирањето на акцијата, повеќето од нив ќе се озват. Меѓутоа, со оглед на тоа дека овие од денот на објавувањето на акцијата имаме повеќе неработни денови, имаме денови кога имаме и отсуство на граѓаните од градот, можеби нешто ќе имаме и помал одзив, меѓутоа јас според наша проценка заедничко видување со институтот и со 50 на крвни единици, мислам дека ќе може да се каже дека акцијата ќе биде успешна. Инаку од Општинската организација на Црвениот крст велат дека минатата година велешани покажале дека се рекордери во дарување крв. Собрани се над 4000 крвни единици, со што значително е надминат предвидениот план. Во текот на 2014 година се собрани вкупно 4219 крвни единици, со тоа планот за тековната што беше 2014 година е надфрлен со 127%, односно имаме остварување од 227%, што е високо над републичкиот просек, и со што верувам дека општина Велес, односно Општинската организација на Црвен крст Велес, заедно со општините Велес, Чашки и Градско, ќе се броиме меѓу првите 3 или 4 на ниво на држава. Инаку превентивната крводарителска акција ќе се одржи во понеделник во лековниот салон, ќе се реализира во периодот од 10 до 14 часот. Какво е режисерското видување на Диме Коцевски за театарската представа Сомнително лице, чија премиера ќе се случи утре вечер во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци? По повод утрешната премиера на представата Сомнително лице на Кавадаречкиот театар, директно прашање до режисерот Диме Коцевски, зошто токму Бранислав Нушич и Сомнително лице и колку овој текст дава можности за режисерска надградба? Здраво и живо, уште еднаш благодарност до КТВ телевизија за укажаното време, нели? Вака, значи, Бранислав Нушич и Сомнително лице поради повеќе мали и големи причини, нели? Прво е безвременски текст. Значи, кога и да го играеш е актуелен, убав, интересен. Второ, сега ги набривам големите причини. Второ, еден од нашите аматери актери, Коле Колев, слави оваа година 30 години од кога првпат стапнал на штиците што живот значат. Токму првата улога му била Сомнително лице Нушич во тогашниот Ваташки театар со Шковасо Ангелов како го раководеше, и човекот има стварно оставено дел од себе тука на оваа сцена, и решиме, значи ние Домот на културата Иван Мазов Климе, директорот Владимир Темков, да му се одужиме на еден скромен начин со тоа што ќе му ја посветиме оваа представа токму нему. Значи тоа се тие така поголеми причини, а помалите причини се безброј. Како што кажа ти, текстот нуде многу простор за импровизација, за растење во режисерскиот дел. Значи да се видиме до кај, да се видам јас до кај сум, нели? Затоа што сепак е Сомнително лице играна, не знам, преку
преку милион пати на Балканот наш, и е голем предизвик, нели, за секој еден да... И одговорност. Одговорност, голема одговорност. Сега вака, јас пак ќе спомнам дека имам голема помош од моите колеги, нели, од Љупчо Настов, од Милица Гочевска, од Коле Колев, значи од сите кои што се инволвирани во оваа представа. Затоа кажав, јас оваа представа не е онаа стриктно како ќе ти каже режисерот и да се нели да се водиш по таа патека. Не, туку напротив, јас првено оставам екипата како ќе го секој актер сам да го гради да си го почувствува, а после тоа заедно ќе ги правиме тие финеси, тие нели конкретни работи за нели за конечниот производ. Да. Што треба публиката да очекува во сабота? Па вака, нели, сомнително лице, како што кажаме, и самата по себе како текст е феноменална комедија. Направена, адаптирана на кавадаречки дијалект, едно. Второ, доведена до публиката со една екипа со која што јас соработувам веќе долги години, значи се познаваме меѓу себе, малте не како дишиме. Сето тоа ќе овозможи да у сабота имаме премиера која што се надевам дека ќе се памти уште долго време и дека јас пак ќе кажем една моја претпоставка, барем 15 репризи. Се под 15 репризи ќе биде, нели, да не речем неуспех, ама нема да биде тоа. Над 15 веќе мислам дека сме го постигнале тоа што сме го почнале на почетокот. Како и досегашните театарски представи, ова се потпира со актерите аматери, која се потврдува и со оваа представа дека со децении се присутни на кавадаречката театарска сцена. Годинава за прв пат на барање на актерите аматери од страна на локалната самоуправа одвоен е мал буџет за представата Сомнително лице. Со полна парја работи градската библиотека Феткин 2015-та ќе биде исто исполнета со активности и проекти, ветуваат оттаму нагласувајќи дека овој зимски распуст особено се активни читателите и ученици. Доста успешна година зад себе остави градската библиотека Феткин Кавадарци. За библиотеката изминатата 2014 е една од поуспешните години, судејќи по реализираните активности, проектите и книжниот фонд со разноликоста во него. Но од библиотеката вела дека повторно имаат програма која ветува исто успешна година, богата со активности. Со полна парја Феткин функционира и денес, нагласувајќи дека особено се активни читателите ученици. Додека тие се на зимски распуст, нашата установа работи со полна парја. На располагање на учениците им се потребните лектири и слободната литература. Активни си и верни читатели, нагласува директорката на Феткин Трајанка Атанасова. Според неа, многу проекти ќе бидат реализирани и во 2015-та, во која вклучени ќе бидат повеќе генерации на ученици, литературни читања, дружења, куклени представи, промоции, избогатување на книжниот фонд и секако сајмот на книгата настани ќе има за сите, додаваат од библиотеката. Оттаму позитива очекуваат и во бројката на читатели за која велат неколку години континуирано е во пораст и во детскиот и одделот за возрастни. Дека книгата е најверниот пријател на човекот знаеме сите. Од 20 јануари со учебниците повторно ќе бидат учениците кои сега уживаат во зимскиот распуст и имаат доволно време да се подружат, ако не со лектирите, со слободната литература, да потрошат паметно дел од своето слободно време и секако да го надоградат својот речник. На крај временска прогноза. Времето утре ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и ветровито. Ќе дува слаб северозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од -7 до 1 степен, а максималната дневна од 3 до 11 степени. Јас сум Милица Младенова, вие гледавте вести, имајте пријатна вечер.